Независниот синдикат на камионски транспортери Макам Транс и Независниот синдикат на градежните работници, инженери и трговци во градежништвото денеска на одржаната пресконференција пред Собранието на Република Македонија ја представија иницијативата за предлог закони од социјалната сфера доставени до сите пратеници. Во пакетот закони кои ги предлага Независниот синдикат на камионски транспортери Макам Транс, опфатени се законот за најниска синдикална загарантирана саатнина и нејзината загарантирана исплата, како и законот за синдикално организирање и законот за работни односи. Навистина оваа можност за актуелните пратеници е од историска важност и очекуваме дека истата тие нема да ја пропуштат и да ги донесат споменатите закони со кои што ќе се унапредат многу делови од социјал-економската сфера на живење за сите граѓани на Република Македонија. Како што велат од Независниот синдикат, очекуваат голема поддршка од медиумите, но и од Законодавната комисија на Собранието на Република Македонија, од која очекуваат позитивен исход за гласање на предлог законите. Независниот синдикат пак на градежните работници, инженери и трговци во градежништвото бараат бенефициран стаж за работниците од различни индустрии и професии. Посебно голема поддршка за овој пакет закони очекуваме од министерката за труд и социјална работа, господја Мила Царовска, која најави дека ќе го поддржи, па дури и дека ќе ги прифати предлозите што ќе придонесат за унапредување на социјално-економските услови во Република Македонија. Во тој контекст и нашиот предлог за бенефициран стаж за работниците. За работниците од некои индустријски гранки, како што се градежништвото, знаете во каква состојба е градежништвото денеска, рударството, хемиската и некои други услужни професии, како што се професионалните возачи. Во професионални возачи спаѓаат возачи на автобуси, шлепери и тешки градежни машини. Ова синдикално здружение минатиот месец имаше и средба со министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, кога ги представија истите барања, од каде и добија ветување дека нивното барање ќе биде приоритет на министерството и ќе биде регулирано со законот за работни односи.